Несериозно е и представува целосна отсутност од реалноста да се говори за некакви 3-годишни постигнувања. Кога денес Македонија го живее црниот понеделник, што значи огромна бројка на ново заразени луѓе со COVID-19 и луѓе кои ги загубија своите животи. Во ваква една тешка ситуација представува лудост да се зборува за избори. И колку и Заев да вели дека имаме нормалност, имаме фатална ненормалност во општеството. Во податоците кои ги спомена на пресконференција не верува ниту Зоран Заев. И тие се толку нереални, колку што е нереален податокот напишан во нивниот флаер дека ја победиле короната. Работата е што Заев не само што е главен фактор за кризата поради неспособноста на неговата влада да ја менаџира, туку тој со неговите изборни активности станува извор на кризата со корона. На човекот пола партија му е во изолација, а тој говори за предизборни активности. И тука, неговото лудо настојување ја открива и причината зашто тоа го сака. Свесен е дека постои и престои пораз. И дека така мисли дека ќе стане пратеник со имунитет. Но еве, да кажам дека и оваа пресметка му е залудна. Околу достигнувањата. Зоран Заев заборави да ги каже главните достигнувања. Еве јас ќе кажам неколку. Добивме 3 години поред хибриден режим. Држава со најголема стапка на криминал и корупција. Неправда како основен постулат на функционирање на државата и владата. Достигнувањата се рекетот кој го правеа функционери од неговата партија. Рекетот станува заштитен знак на Зоран Заев и нивната свита на власт. Дори таквиот рекет доби неколку продолженија. Рекет 1, рекет 2 и така натака. Тука се и лиценците за марихуана, ископите во РЕК, фондот за иновации и поделените средства на луѓе блиски до СДСМ и Заев. Да не го забравиме и Ден Дончев и документите за перење пари, уценетите бизнисмени и ред други нивни славни достигнувања. Околу стратешките приоритети. 3-та година поред Македонија нема одредено датум за преговори, но името е сменето. Европската перспектива е закопана помеѓу лагите на Заев и неспособноста на владата. Идентитетот е начнат, а Заев овозможи и виткање на кичмата. Македонија се соочи со уште една објективна пречка, а тоа е заканата за блокада од источниот сосед. Што значи на маса Заев ја постави историјата, Гоце Делчев и јазикот. Не дојде живот како што ветува. Народот е со празни джебови. 200 милиони евра дефицит за 4 месеци. А до крајот на годината ќе го заложат секое семејство за 1500 евра и дупка во буџетот од над 1 милиарда евра. Едноставно е. Секој од вас знае дека не се живее подобро и дека не е побогат. Граѓаните ја живеат тешката реалност и знаат дека мора промена. ВМРО-ДПМ е различно од СДСМ и ние оваа битка ќе добиеме заедно со народот. Благодарам. Дали има прашања? Потпредседателе, пристигна неколку прашања од редакциите на медиумите. Прашање од Алсат. Почитувани, инсистирате дека нема услови за избори. Дали според вас треба да продолжи да владае техничката влада и да не се свика собранието до следните избори, кога и да се организираат тие? Благодарам на прашањето. Ние имаме нова реалност во Македонија, која што Заев ја нарекува нормална реалност, но за жал бројките покажуваат многу различно. Денес имаме црн понеделник. На ваков ден да се зборува за избори и да се зборува да се тера кампања е несериозно. Ние сме одговорна партија и ќе се грижиме за здравието на граѓаните. Јас би сакал да прашам, како знае Зоран Заев дека ќе заврши вонредната ситуација сега? Како знае дека ова ќе биде последно продолжување на вонредната состојба? Дали оние носат политички? Малце разум треба да се има. Ако по секоја цел сакаат да идат на избори и да бидат извор на пандемија, тоа не го заслужиле граѓаните. И ние нема да го дозволиме. Благодарам. Уште едно прашање од Алсат. Дали е вистина дека вашиот најнов предлог на преговорите меѓу политичките партии е да има избори во 2021 година заедно со локалните? Ако да, како дотогаш би функционирале горе наведените институции? Не, нема такви информации. Прашања од редакцијата на Сител. Лидерот на СДСМ Заев кажа дека избори ќе има на 5 јули. Како ВМРО-ДПМН е гледа на тоа и дали ќе учествува на изборите? Има ли преговори за датум на избори и кои се условите под кои ВМРО-ДПМН би одело на избори? Како што знае јавноста, ние имавме канал за комуникација, но реалноста е сосема поинаква сега. Кога пола партија на СДСМ е во изолација, јас им посакувам навистина добро здравје на сите, и на нив и на нивните семејства. Не е време за вакви работи. Не е време да нафрваме бројки кога ќе има избори или слично. Сега време е сплотено сите заедно во држава
да се посветиме кон здравјето на граѓаните и ништо повеќе, ништо повеќе. Ви благодарам, тоа беа прашањата стигнати. Благодарам и на вас. Редакциите.